Уставните измени влегуваат во собраниска процедура без поддршка од опозицијата. Имаме ситуација во која што денеска нас министерот за надворешни работи или претседателот на државата, доколку сакате, ми тврдат дека Бугарија нема да отстапи од своите позиции. Што ќе се случи ако Македонија не отстапува од своите позиции? Пошто наративот на опозицијата е не, ова е лош договор, бугарите ќе не уценуваат секој. А еве и нека не уценуваат понатаму, да речеме, кога ќе почнат кластерите. Имаат за све може да се постигне договор. Ајде да видиме понатаму што ќе биде. Не верувате, значи, дека оваа влада и ова парламентарно мнозинство ќе ги спроведе уставните промени? Не верувам во тоа. Не верувам во тоа. Опозиционерот Мицкоски искочи дека тој предлог, текстот не е неприфат. На која основа? Кои ќе бидат консеквенциите од внесување на 3000 официјално запишани бугари кај нас? Дали се отвара широк фронт, сите против Али Ахмети, окрупнување на албанскиот блок? Пробаа да го победат Али Ахмети во неговата игра, меѓутоа тоа беше исто така сосема погрешно и видовме како резултира сега. Ќе видиме како ќе биде на наредните избори. Јавното обвинителство во Република Македонија подолго време, не само сега, подолго време, ако сакате и у повеќе години, и судството се апсолутно во корелација со извршната власт. Гледате Трилинг, петок, 20 часот и 45 минути.